случувањата поврзани со работата на антикорупцијската комисија, во тема на денот, како што најавив, разговарам со поранешната председателка на ДКСК, Илјана Ивановска. Ивановска, добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. Огромен револт предизвика во јавноста информацијата дека актуелната председателка на антикорупцијската комисија е дел од постапката во која што е осомничена за оддавање на службена тајна. Како вие лично, како поранешен председател на антикорупцијска комисија, ја доживеавте оваа информација? Па видете, факт е дека ова е шокантна вест и јас со големо разочарување ја прифатив оваа вест. Дотолку повеќе што ова представува атак врз институцијата, врз интегритетот на институцијата, рейтингот, реномето, кое што многу тешко, со многу труд, професионализам и личен интегритет го градевме. Овој удар доаѓа токму од првиот човек на институцијата кој што согласно Законот за спречување на корупција и судирани интереси има многу значајни надлежности, значи да ја води институцијата, да ја застапува институцијата и да го организира целокупното работење во таа институција, што значи дека не е ни малку лесна работата. Ова сите сме, да не речам, згрозени. Предпоставувам дека има разочарување кај јавноста во однос на тоа што може понатаму да очекуваат од работата на оваа институција. Меѓутоа, многу важно е дека оваа постапка фрла сенка и на се она што до сега било сработено. Не смееме да заборавиме дека многу сериозни случаи изминатиот период поминаа низ рацете на овој состав на антикорупционери врз низ рацете на оваа председателка на антикорупцијската комисија. Колку ги става во ризик сите тие досега сработени постапки, ова што сега го гледаме? Па токму од таа причина јас се чудам зашто до сега не поднесе оставка. Значи, ако нешто треба да имаат членовите и председателот на оваа комисија, тоа се моралните вредности. И таа токму од морални причини мораше да поднесе до сега оставка, не да биде молк 4-5 дена, туку да поднесе оставка, баш да ја заштити институцијата. Имајте во предвид дека членовите и председателот на ДКСК имаат можност да имаат сертификат за државна тајна, нели по проценка на дирекцијата, доколку смета дека може да имат. Верувам дека таа имала, заради тоа што и во ДЗР тој сертификат исто го имавме, располагавме со такви информации, што значи дека многу сериозни, има ризик, многу сериозни информации да ги имала во раце, да ги знаела, и што ќе се случува понатаму, не знам. Тоа сакам да ве прашам, знаете како некако ризиците се многу големи. Од тие информации кои што ги добивме од обвинителството, таа е осомничена во постапка во која што од тоа што го разбравме ние, обвинителството побарало од антикорупцијска да достават информации за имотна состојба на одредено лице кое што е опфатено во случајот адитив и тие информации ги споделила со таа личност. Колку сериозни информации се до пристап на рацете на антикорупционерите? Значи, со какви информации располага? Значи, ви кажам, до ниво на државна тајна. Тоа е највисоко ниво на доверливост. Значи, сега не знам она со што располагала, меѓутоа ви кажувам дека во наше време имаше многу доверливи, да речам, највисоко доверливи информации кои што ние понекогаш и не ги споделувавме со јавноста, него ги препраќавме нели кај институции кои што се надлежни тоа да го работат. Меѓутоа, уште повеќе загрижува и моментот што помина 2 соопштенија на комисијата до сега, никој не се огради. Никој не се огради и тоа за мене е многу дискутабилно прашање. Тие денеска испратија соопштение, велат Државната комисија би сакала да ја увери јавноста, партнерите и меѓународната заедница дека институцијата останува целосно доследна на почитувањето на принципите на интегритет, транспарентност и владење на правото. Државната комисија уверува дека постапките за утврдување индивидуална одговорност не ја подкопуваат институционалната и колективна посветеност. Едно штуро соопштение во кое што се правдаат самите себе и уверуваат дека работат ефикасно и по закон, ама може ли да им веруваме преку вакво соопштение? Ама сега видете, имајќи во предвид дека председателката е под истрага, тоа значи дека и незиниот телефон ќе се вештачи, па сега да видиме и да имаме трпение да видиме што таму ќе произлезе. Така што
многу е деликатна состојбата и тоа што се градело тешко и со многу години, сега ќе треба да се вложи многу повеќе труд за да се врати на некое... години да поминат. Години да поминат, така. Зборуваме постојано за оставка на председателката на антикорупцијската комисија, од она што го гледаме, го крши и директно законот за работа на антикорупцијската комисија, уште поважно го крши и етичкиот кодекс кој што е објавен на веб страницата на антикорупцијска и прифатен од сите членови на антикорупцијска комисија. Во овој момент, после толку денови повикувања од страна на владини представници, поранешни антикорупционери, еве и лично од вас денеска беше повикана да си поднесе оставка, задоцната ли е веќе таквиот потек? Видете, би имал ли некаков ефект? Ако таа не поднесува оставка, си постојат и други механизми. Имено, собранието ги именува ги избира членовите на Државната комисија и тука треба да се испочитуваат одредени услови кои што се предвидени во членот 11. Меѓутоа, токму во тој член вели дека еден од условите е да не е изречена забрана за вршење професија. Сега, ако се вратиме ние на мерките што ги издаде обвинителството, незе е извршена еден вид забрана. Зошто ова сега собранието не го земе во предвид, нели? И да види, бидејќи не се исполнети сите услови од членот 11, може да изврши и собранието разрешување на председателката. Понатаму, собранието треба да ја зајакне надзорната улога. Што значи тоа? Да види, да ги повика членовите на ДКСК и да провери како тие ги извршуваат процесите. Значи, да направи еден вид подлабок надзор во работењето на комисијата. Исто така, зошто го велам ова? Затоа што во мерката стоеше дека нези се забранува распределба на предмет. Извинете, ама 5 години ниту еден предмет не распределив. Зошто? Затоа што веднаш ние имавме тенденција и воспоставивме електронски систем на распределба. Јас немав допирни точки со предметите. Предметите си одеа автоматски, се распределува автоматски. Ако е ова мерка основана, што не знам дали е основана или не, тогаш треба да се замислиме како се одвивале процесите и какви ризици од корупција постојат во самата институција. И уште нешто ќе кажам. Значи, во делот за обезбедување на институционалниот интегритет, ние своевремено пред како ќе му да е 2 години направивме регистар на ризици од корупција во самата институција. Значи, ние прво ако не тргнеме сами од себе, немаме основ да збориме за другите институции. И тогаш направивме проценка на ризици од корупција во самата институција. Да се донесат одредени акти, да се подобри едно, друго, трето и да се преземат мерки за тоа. Мислам дека сега е момент останатите членови од комисијата да извршат нова самопроценка и да видат дали постојат нови ризици од корупција. Затоа што ако е нешто променето во начинот на работа, треба да преиспитаат дали постојат нови ризици од корупција и да си преземат соодветни мерки за тоа. Вие лично мислите дека има капацитет овој состав на антикорупцијска од овој момент натаму да продолжи со работа? Тоа тие сами ќе го покажат. Јас можам да кажам дека верувам во капацитетот на секретаријатот, заради тоа што ние исто така многу внимание посветивме за јакнење на тој капацитет и сметавме дека тие се тие професионалците кои што треба да бидат стожерот на институцијата и така се поставивме и им дадовме слобода, права, одговорност и обврска да ги работат предметите и да заедно да ги работиме, меѓутоа да истражуваат по предметите, што е многу важно за да биде предметот целосен. Верувам во тоа, за членовите лично познавам одредени членови. Верувам дека ќе излезат со оваа неволја на крај, ама знаете како е, Господ го дал носот, око на око да не верува. Значи, треба сами да се покажат за да ја добиеме нивната доверба. А и знаеме дека не е прв проблем со работата на овој состав. Морам да ве прашам во однос на, го споменавте, собранието и нивната надлежност во постапката на именување и разрешување на членовите. Ние уште во петокот веднаш ги контактиравме и власта и опозицијата, и двете страни рекоа дека ќе им дадат прво рок од неколку дена на председателката да видат дали таа сама ќе поднесе оставка за да започнат после тоа процедура, но ева ако нема оставка нејзина, ако тие започнат процедура, што ќе се случува понатаму? Како оди постапката за избор на нов член?
Значи треба да се помине целиот истите чекори како при изборот на членовите на комисијата. Значи без разлика, ако се разреши, ќе се почне постапка, ќе се објави јавен оглас, ќе се пријават кандидати, ќе се интервјуираат и така натаму. Значи постапката е иста. Таа постапка беше сменета токму за вашиот избор на Значи состав. беше со новиот закон од 2019 и тоа по барање на граѓанските организации. Беше Затоа што вметната. имавме еден голем скандал од Претходно, составот така е. пред вас и се отиде на еден поинаков систем со интервјуа, со анкетирање на кандидатите. Имавме навистина позитивен резултат. Многу позитивно изненадивте како состав на антикорупцијска комисија, но денеска слушнавме изјава од страна на невладиниот сектор дека во последниот избор на актуелниот состав политиката повторно ги вмешала рацете. Дали тоа значи дека повторно ни требаат некакви промени во начинот на кој што се избира составот на антикорупцијска? Видете сега, начинот ако еднаш се покажал дека е добар, значи е добар. Каде е проблемот? Проблемот е во отсуството на интегритет на останатите членови од селекционата комисија. Мислам дека може така постојниот начин да се со неколку, да речам, критериуми да се повторно да заживее и да биде окей. Што значи тоа? Например, без 85% да не може да помине. Таа имаше 70 и не знам колку поени, меѓутоа без гласовите на граѓанскиот сектор да не може да се валидизира изборот. Понатамо, она што беше многу битно е што тие интервјуа се снимаат. Од како ќе поминат интервјуата, можеби е добро тие интервјуа да се емитуваат во јавноста и вие новинарите на вас добро познат начин да истражувате кој каков член е, кој каков кандидат за член. Значи, од тука може да излезат многу интересни приказни и едноставно да се изфилтрира самиот избор и преку јавноста. Сега вака нели си ставаме идеи на маса. Што значи дека истиот модел, истиот начин, малце со некаква модификација може да даде и повеќе резултати. И она што е за мене исто така битно, што не се спроведе при сегашниот избор, а можеше, е тоа што бидејќи постоеше неусогласеност во самите членови на селекционата комисија, мислам дека требаше да ги вратат снимките назад, да погледаат и да ги усогласат ставовите. Ако невладиниот сектор има забелешки за одредени кандидати во нивните одговори, врате ги снимките назад. Па како прават фудбалските суди, одат во вар рум за да нели ја проверат акцијата, така и тука можеше се до усогласување, односно да не постои неусогласеност во ставовите на селекционата комисија. И да не остава простор да констатираме дека може би имало некаков договор помеѓу власта и опозицијата со оглед на тоа дека и од двете страни доби невисоки... Само не разбирам како и власта и опозицијата, односно политичките партии и пратениците и како да речам сите овие што се замешани во политиката не разбираат дека на овој начин сами си пукаат во нога. Значи сами си пукаат во нога. Кога се донесе законот, беше многу поздравен од страна на Европската комисија. Значи државата како држава доби високи оценки. Кога почнавме ние да работиме неселективно, државата добиваше позитивни оценки. Значи не се работи тука за лични интереси, се работи за колективно добро на оваа држава. Но и да го гледаме исходот, една година подоцна има постапка од страна на обвинителството за председателката на антикорупцијската комисија. Сакам да ве прашам, една година и неколку месеци помина од работата на новиот состав, ве контактираа некако, побараа некаков совет од вас во однос на тоа како да работи? Не, воопшто. Без разлика што еве и со Тања, и со Цвета, и со Зоран сме колеги од, не знам, од 2002-2003 година во ДЗР, значи многу години се познаваме, со Каракашова и со Бесник колеги мисле нели од секретаријатот, единствено судиката не ја знаев претходно, значи никогаш до сега никој за ништо не ме побарал. Мислам, јас стојам на располагање, ама не им треба нашата помош. Мислам, ако им треба, тука сме, до сега не им требало. Останува да видиме што ќе се случува во наредниот период, ќе има ли оставка, ќе има ли постапка во собранието. Меѓутоа, јасно е дека криминалот и корупцијата остануваат главна тема и за граѓаните, од она што го слушаме и од изјавите на политичарите дека и за нив е главен проблем.
криминалот и корупцијата во државата. Многу постапки се отворија изминатиот период, опфатени актуелни поранешни функционери. Што мислите вие? Реална ли е оваа битка со корупцијата која што ја гледаме изминатиот период? Видите, за да има завршница, мора постапката да се отвори. Ајде да видиме како ќе завршат постапките. Па тогаш ќе можеме да цениме дали е борбата вистинска, искрена или е само политичка пресметка. Познавајќи го нашиот менталитет и искуството досега, ќе веруваме дека е политичка пресметка. Меѓутоа, надежта дека има решение за оваа земја, решението е кај самите нас, кај граѓаните и едноставно кај сите чинители во општеството, да веруваме дека ќе имаат сите овие отворени постапки и завршница. Затоа што неказнивост, односно невладењето на правото е сериозен ризик од корупција. Меѓутоа, за да добијат завршница, клучно е судството. Довербата во судството изминатите години е на најниското можно ниво. Еве, ја слушнавме амбасадорката на САД, која што вели дека овој период е клучен за судството во државата. Што би рекле вие, ако ве прашам, има ли некаков совет или решение како да се врати довербата во судството? Како нема? Сите оние проблеми што се истакнуваат, всушност се предизвик да бидат решени и да се надмине таа состојба. Така, не можете вие да кажувате цело време со години, зборам за сите влади, дека приоритет број 1 ви е борба против корупција, дека судството ќе работи, обвинителството ќе работи, а прво како држава не им ги обезбедувате основните работи што ви ги барат. Па обезбедете им ги, еднашка дајте им ги условите да работат, едноставно да не бараат причини дека не знам. Вториот најголем проблем е влијанието. Значи, постојано се укажува дека се влијае врз обвинителите, врз судиите и така на. Па тргнете ги рацете од судиите, од обвинителите, оставете ги луѓето да работат. А и тие. Значи, една од ранливите точки во овој сектор беше отсуството на интегритет. Значи, секој граѓанин, вклучувајќи ги и судиите и обвинителите, може да го дадат својот придонес најмногу ако се потпираат врз личниот интегритет. Без интегритет ништо не бива. Ако сака, не знам што сака, нека биде. Знаете како, може да ги постават за се. Вика, не сте оствариле целта ако ве донеле до целта. Ме разбирате? Кажал некој мудрец. Значи, треба човек сам да се избори и тоа со својот личен интегритет. Ивановска, благодарам многу.